Послание на апостол Павле до Колосјаните, 2 глава. Сакам да знаете во каква голема борба сум заради вас и заради оние што се во Лаодикија и во Јерапол и поради сите кои не ме видоа лично. Нека се охрабрат срцата нивни да соединети во љубов во секое богатство, со потполно разбирање, да ја познаат тајната на Бога и Отецот и на Христос, во кого се скриени сите сокровишта на мудроста и знаењето. А ова ви го велам за да не ве измами некој со лукави зборови. Зашто макар и да сум одсутен со телото, со духот сум при вас, радувајќи се и гледајќи го вашиот ред и цврстина на вашата вера во Христос. Поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него, вкоренети и утврдени во Него и укрепени во верата, како што сте научени, изобилувајќи во неа со благодарност. Браќа, пазете се некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама што се потпира на човечкото предание, на стихиите на светот, а не по Христос, зашто во Него телесно живее сета полнота на Божеството, и вие да бидете исполнети во Него, кој е глава на секое началство и власт. Во Него сте и обрезани преку неракотворено обрезание, откако го соблековте гревовното тело на плотта преку обрезанието Христово, откако се погребавте со Него во крштевањето, во кое заедно со Него и воскреснавте преку вера во силата на Бога, кој го воскресна од мртвите. И вас, кои бевте мртви во гревовите и во необрезанието на нашето тело, тој заедно со Него ве оживи, простувајќи ви ги сите гревови, извршувајќи го ракописаниот закон, кој со своите прописи стана наш непријател, кого тој го зеде од средината и го прикова на крстот. И откако ја зграби силата од началствата и властите, тој ги изложи јавно на позор и славејќи ја во себе победата над нив. Па така, никој нека не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец, или саботи. Тоа е само сенка на она што доаѓа, а телото е Христос. Никој своеволно да не ве мами со смирено мудрост и служење на ангелите, пуштувајќи се во она што не го видел, гордејќи се залудо со својот телесен ум, и не се придружи кон главата, од која целото тело, поддржано преку зглобови врски, расте со растење според Бога. И така, ако вие со Христос умревте за почетоците на светот, тогаш зошто се препирате, како уште да живеете во светот? Не се фаќај, не вкусувај, не пипај. Сите тие се определени за распаѓање, кога се управуваат според човечките заповеди и учења. Тие само наликуваат на мудрост во своеволно богослужење, во лажните понизности и во нештедењето на телото. Но тоа нема никаква вредност, освен што го заситуваат телото.